Почитувани гледачи, еве неповторно назад во ова издание на Студио 10, каде што веќе со третото интервју толку во главата, второто, четврто издание, трето интервју и слично, разговараме со председателот на Трајното македонско радикално обединување. Токму со Ванчо Шехтански ќе поразговараме на одредени теми и особено фокус ќе направиме на она што претходно со другите двајца гости кои пак директно од делот од процесот на гласање во собранието зборувавме за изборниот законник, но и од очекувањата за локалните избори. Господине Шехтански, ви посакувам добре дојде. Добре дојде и на вас. Како сте? Супер. Одлично. Да. Кои ви се очекувањата од локалните избори од понеделник? Тоа прашање вака за кршење мраз и потоа ќе си преминеме на главното. Јас ќе бидам многу директен. Добре. Значи, ова е се фарса. Добро. Еве јавно ќе кажам дека почнувајќи и донесувајќи на законот, изборниот законник пред 3 дена, а граѓаните и гледачите еве да ги запознаеме што е донесено, како е донесено, јас верувам дека 99% не знаат што е. Зошто фарса? Фарса е и вчера извлекувањето на бројките за настап. Вие гледате дека немаше присуство на представници, излегоа броеви кои што на некои се 55, на некои 73, 82, додека на оние фаворитите што си ги даваат се број 2, број 7, значи лесни за нив. Така да само наивен може да верува дека броевите се случајни. Тоа не е точно. Тоа беше многу интересно. Јас првото што го забележав во броевите беше ги гледате сите големите сили. Да. До број 15 некаде и после надолу веќе 73, 76, 104, 132. Да. Значи оваа фарса наречена избори, локални избори, ја нема ни во Северна Кореја. Зошто ја нема? Сега од понеделник кога ќе почнат на медиумите да одат рекламите, ќе бидете бомбардирани на сите телевизии, не само на вашата, има да се вртат. ВМРО СДС, ДПМН СДС, постојано. Зошто е така? Вие по малите партии не можете да бидете еве дел, еве вие конкретно го сакате кај нас. Сега ќе ви кажам што е со изборниот законник. Бидејќи ние немаме допир со финансиски средства, нема никој. Ќе ви кажам каков е начинот и каков е моделот. 4 милиона евра Државна изборна комисија ДИК дава на медиумите. Добро. Со тоа што 90% се за ВМРО, ДПМН и СДСМ. Остатокот, односно по едно прикажување последните 2-3 дена останува за другите. Значи, другите во смисла сите? Сите заедно, така е. Сите заедно ќе имаат по еднаш до 2 пати. Од овие 150 значи, што треба се да направиш во... Да, значи по 1.750.000 евра они имаат, кои не се допирни тие, меѓутоа кои што ги даваат на вас на медиумите за реклама. И тие буквално ќе биде нефер избори каде што однапред ќе бидат протежирани, определени. Сега ти треба да се тркаш на трка за коњи со магариња. Односно, треба да иде рекламата, видиш, веќе почнува со најавување, каде што твојот кандидат нема ни да го знаат дека е кандидат. Затоа што ќе се врти по 20 пати на една телевизија еден кандидат. И кога ќе се вртат сите останати 50 што ги имаат со спотови, тоа ќе биде, значи, како Хирошима. И сега како можеме да кажеме дека се има фер и демократски избори? Нема врска. Значи, ние учествуваме на 20 изборни места. Значи, со своји кандидати за градоначалници, со своји листи, тоа е исклучително тешко. Значи, ако парламентарните избори се тешки, локалните избори за конструирање на такви листи во секое место, со сета онаа процедура која што е ненормално тешка, во сите места, можам да кажам дека ова е една играчка која што е далеку од еден демократски процес и сите овие реклами, спотови што ќе течат се бламаж. Мислите ли дека нема да има никакво поместување, бидејќи тоа се сега
афинитетите кои што ги прикажуваат и големите партии, дека тука ќе има нели промена на политичката мапа, бидејќи има многу независни листи, одеднаш се појавија многу луѓе кои што... Тие се намерно конструирани независни листи, за да го создадат таа забуна. А при тоа изборниот законник и покрај измените, тие измени малку се и проблематични и од медиумски аспект гледано и за нас медиумите. Изборниот законник, знаете што значи со 6 изборни единици? Значи дека твоите гласови, значи Донтовиот модел го има само во Македонија. Тоа е нонсенс, непозната работа во свет. Македонија го разбира. Дотовиот модел. Освојуваш во 6 изборни единици по 7.000 гласа, 40.000 гласа, немаш пратеник. Твоите гласови одат 70% за првиот, 30% за вториот. Значи си ги делат ВМРО, ДПМН и СДСМ. И тие нема да го сменат во една изборна единица и после калкулираат со 350.000, 400.000 гласови, што не е точно. Значи, гласовите од сите, тоа е како да трчаш со точак во место. Фактички трчаш за друг. И се создава една лажна слика. Исто и со локалните избори. Тие летото во јули месец се сеќавате дека собранието сакаше да го направи истото како што е за парламентарните избори, што председателот не го подпиша тој тие измени. Значи истата финта. Значи тоа е класичен грабеж. Какви демократски избори, каква фарса. Значи ова е класичен грабеж каде што се манипулира со волјата на гласачите. Тој што е глас освоен, тој е твој. Не можеш ти да го пренесуваш на друг. Не е ова трговско друштво, не е пазар. А ова со рекламите и со спотовите, значи и друго да кажам, значи ние не можеме да бидеме конкурентни, односно нашите кандидати да добијат истата медиумска промоција. Зошто не можат да добијат? Затоа што Државната изборна комисија вика, толку средства се дозволени. Значи, ние, како партија ТМРО, да склучи договор со 24 вести. И ние имаме, например, 5-6 пати пуштање за овие 20 дена на некој од нашите кандидати, не може на сите. Бидејќи ДИК не дозволува, лимитот не ни дозволува да бидеме рекламирани. Значи, нас не става во незавидна ситуација. Тие се државни пари за државно рекламирање. Не се ни кај партиите, туку автоматски те елиминира во старт со рекламирање. Сега, ако сака да се рекламира партијата, таа не може да се рекламира. Пазете која глупост. Ако сакаме ние, например, со 100.000 евра, имаме. Сакаме да се рекламираме, не може. Има, вика, лимит. Јас верувам дека 99% од луѓето што слушаат, ова не го знаат. И затоа не се согласувам дека во Македонија има фер и демократски избори. А ако е така, ако вие мислите дека има фер кампања, фер избори, кажете. Значи, во однос на, не на очекувањето, но генерално околу ова што го зборуваме, многу ми остана на ум и ја запаметам веројатно долги години од сега натаму, дека помалите партии се чувствуваат како да трчаат за други. Па помалите ги прави системот такви. Помалите, што ти не можеш да ги имаш истите правила. Значи тој, ако трчаш на 100 метри, тој има 70 метри предност и треба да го стигнеш да стасаш прв на целта. Може би не толку за локалните следново прашање што го имам, повеќе е за парламентарните, тогаш која е поентата да при ваков еден модел кој што го имаме и при никаква промена на тој модел и желба за промена, која е поентата на помали партии да учествуваат на парламентарни избори? Така, треба си седиме дома, значи да оставиме... Не, чисто само прашувам. Види Огнен, значи овде зборуваме за промена на систем. Затоа ве прашувам, но ако вие мислите дека не можете да влезете во системот заради ова... Види, системот не се руши така. Значи, оваа забуна на 8 години со промена на иста паричка, тоа доведе до 600.000 луѓе да сиселат овие 30 години од тука. Јас не зборувам за мене или за све. Јас сум адвокат, не ми е проблем ни екзистенција ни ништо. 600.000 народ излезе овие 30 години. Не излезе за пари и за екзистенција. Избега од системот. Значи од овој дежаву систем кој што е провиден, кој што секој интелектуалец треба да го свати дека е една иста паричка и дека ние ако седиме на страна
и не се бориме како што викаш ти. Не, јас не Треба викам да така, седиме јас ти дома да го поставувам оставиме. прашање. Не, напротив, ние учествуваме во сосема солиден број места. Значи во границите на капацитетите што се трудиме да бидат конкурентни, 20-21 место не е малку. Не за локалните, за парламентарните. Еве, нашиот кандидат за градоначалник на Скопје, на аеродром. Промоција имаше некаде? Го викна некој некаде? Не. Од понеделник ќе почнат да се вртат спотовите, ние не можеме да ги пуштиме. Ограничени сме. Значи, ограничени сме. Поентата на прашањето ми беше за парламентарните избори, Добро. за изборите за пратеници. Така. Бидејќи она што го разговараме во делот на тоа дека трчате за друг, толку не се рефлектира Никогаш во не локалните. трчаме за друг. Да, Нема, не тие се сега рековте се чувствувате како да трчате се за други чувствувате гласови. како ние Затоа направивме не зборувам бойкот за локалните, зборувам за парламентарните. Така, пред 4 години, пред минатата година направивме бойкот. Значи ТМРО минатата година не учествуваше на парламентарните избори. Ниту еден медиум не го објави тоа. Знаете зошто бойкотиравме? Бойкотиравме заради 6 изборни единици, заради овој Донтов модел, и тоа беше така фино пригушено, никаде не објавено, никој не даде можност да се објасни. Значи ни бойкотот не е решение. Затоа ви реков, И бойкотот не е решение. прашањето со поентата ми беше во однос на парламентарните, не за Така, локалните. така. Локалните се сосема друга приказна. И кај локалните го разбирам тоа и токму во однос и на големата застапеност која што ја имате како ТМРО и затоа и сте дел од И само се увиде дека на 20 места во големи градови и во 5-6 помали места ТМРО има своји кандидати за градоначалници и советници. Ние очекуваме солидна бројка. Башка ова блокада што ја има, системска блокада, ние очекуваме дека сепак ќе имаме, затоа што настапуваме со солидна кампања. Очекувате ли црна кампања? А црна Особено кампања кон- ова огнени, сега што го зборуваме. Па поцрна од ова дали може? Мислам, Црна, ама со директно наштетување на вашите кандидати кои што ги па имате. нормално, да. Тоа е јасно, веќе е наштетено. Со самото тоа што од понеделник ќе се вртат досадно. На интелектуалец тоа ќе му е досадно. Може на обичен човек кој што не ги сваќа работите да се пали и да го гледа, што е небулозно, да го гледа 20 пати истиот човек како му дава порака. Значи, а другиот е маргинализиран. Значи, ова го нема никаде. Значи, ова не е од сега. Ова не е од сега. Ова го направи претходната власт во 2015 година. Ова е распределба на средствата до медиумите. И после не е чудно што некој е гостин секој втор ден на некоја телевизија, а друг не е. Го сметате ли за плуралистички чинот за појавувањето на огромниот број независни сега кандидати? Рековме и самите рековте на почеток дека дискутабилно е тоа Не. кој е таму зависен, кој независен, но например и правењето на меѓуетнички коалиции. Не. Огнен, прво да се договориме, значи физички лица и обични лица не може да состави кампања, да состави листа и да настапува. Прво таму има милион и една замка. 1, 2, 3. Па обратен процес, машко, женско. Значи, сето тоа му е непознато на народ. Посебна тековна сметка за настапна кампања. Па на секоја недела дена извештај до 4 институции за потрошени средства. Значи, тоа не може да го направи некој туку така. Обично тие листи се прават, и тоа конкретно ќе кажам, сите листи се прават, нема независни, тие се пуштаат за да направат забуна. Значи, да го амортизираат ефектот на одредена целна група кој што се мисли дека ќе гласа за тебе. Конкретно, нека е за ТМРО. Има во некој место, например, Охрид. Имаш 11 листи, што е невозможно. Што е невозможно. Ти на листа да ставиш 400 луѓе од тоа место. Добро, тоа е таму невозможно. дели фамилии беа цели. Невозможно. Значи, тоа е за амортизирање. Тоа е за амортизирање и за создавање на забуна. Тука се знае кој може да учествува. Може да учествува политичка партија, регистрирана политичка партија. И тоа е факт, тоа е секаде така. Зашто постојат политичките партии? Па за тоа постојат. За рамноправен надпревар. За рамноправен надпревар. А овие финти што се со 73 ми се чини беа независни листи.
се знае по самиот редослед на луѓе кои што се, луѓето во тие места можат да видат за кого се и од кого се направени. Кажете ми дали доколку во догледно време Така. Успеете и на локално ниво успеете да земете доста голем политички дел од влијание преку градоначалници, имате и жени градоначалнички, и советници и советнички. Например, дали би размислиле за некаква своевидна коалиција, сега ова општо прашувам, поради неможноста да станете дел од парламентот, да речеме, токму поради овие причини на изборниот законник што ги зборувавме, да влезете во коалиција со некој од поголемите, за потоа да можете директно однатре да влијаете за промена на изборниот законник, бидејќи тоа многу ме интересира за влијанието како би се направило, бидејќи однадвор е проблем. Огнен, вака значи, систем не се менува со дружба, кога веќе знаеш што е работата и да го спроведуваш и ти тоа. Значи, бидејќи најчесто помалите партии така прибегнуваат и потоа некако... Значи, ТМРО е нешто друго. Затоа и ве прашувам. ТМРО е нешто друго, значи, сега зборуваме тука јавно пред медиум и пред се. Ние го сакавме коалиција, ќе идевме, ќе земевме 2-3 советнички места, ќе влезевме во возот, ќе се возевме. Сега зборуваме за промена на систем. Значи, луѓето треба да бидат иритирани за овој начин, кога од понеделникот ќе почнат да ги гледаат спотовите, кои буквално ќе бидат бомбардирани со луѓе кои што буквално ќе им седат дома. А ти немаш можност за такво нешто. Кој е тој буџет 4 милиона евра за рекламирање на спотови, а тебе те ограничува ти да не можеш. И да имаш, не можеш. Дали е тоа рамноправен настап? Ете, 7 подолго време имаш критични реакции кон одредени процеси. Дали за тебе, јас во улога на новинар ќе ти бидам, дали ти сметаш дека е тоа демократски, фер постапка? Вака како што е сега поставена ситуацијата, не сметам, ја тоа и медиумски ви го кажувам. Кажи го, да. Да, ја тоа и медиумски ви го кажувам, дека и во делот на медиумите изборниот законник е исто така проблематичен. Значи во тој дел смешен. Во тој дел се согласуваме. Дали ТМРО е во рамноправен однос? Или не? Тоа мислам дека не е ни за прашање, поставување, тоа им е јасно и на врапчињата. Еве ние на пример не сакаме на таму 100.000 денари ќе има за реклама, што е смешно. Тоа ти кажав дека е 5 до 6 појавувања на некој кандидат или еднаш на тие 5-6 души. Еве на пример и да имаме пари. Од X место имаме пари и можеме да обезбедиме X средства. Сакаме да си платиме, не државата да ни плаќа. Значи овие пари се платени од државни пари за реклама. Да се разбереме. Да, тоа се ваши пари на кои ќе се рекламираат и ќе ве гледаат тука. Дали можеме ние со наши средства ние да си закупиме да таа можност мислам дека е исклучена сега. Па каква демократски можност? Еве ние имаме на пример средства, сакаме да учествуваме. Да се рекламираме, да гледаат. Може? Може или не може? Затоа реков, таа е можност исклучена. Не може. Значи не може да зборуваме 30 години во Македонија и да се правиме дека е демократска држава, дека има регуларен изборен процес. Нема регуларен изборен процес. И тоа е факт. За крај некаде на ова интервју, сакам само да прашам, дали мислите дека ќе постои злоупотреба, бидејќи некако се поклопува предизборната кампања со крајот на пописот, и мислам дека тоа ќе биде една од главните теми, особено во меѓуетничкиот аспект, на лицитации, со бројки, па толку сме, онолку сме. Нема да завршам народскиот дел како оди тоа. Дали мислите дека тоа ќе биде злоупотребено баш од најголемите сили сега, настрана од другите дневно-политички теми? Сите знаеме дека нема попис, дека МВР има податоци колку жители има во Македонија, колку објекти има, се доволно на ентер да стисне и да каже. Ниту пак сега овие 20 дена имаше реален попис. Нема реален попис, значи ова е политичка бројка и договори. Се знае во светот, се попишува резидентното население. Тие што се присутни тука, тие што се иселени последните 6 месеци, не се попишуваат. И сега ние си правиме играчки тука. И сам пишуваме 1.300.000, вика 1000 се попишани во Македонија. Македонија нема 1 милион луѓе присутни во Македонија, бе луѓе. Нема присутни 1 милион луѓе. Тргнете сите од фамилиите, гледате дека половината се надвор. Немаме ние толку народ тука.
Се е ова манипулација, не знам дали е за изборни, дали за некои други процеси. Но ти точно се погоди но ние временски. знаеме дека, но ние знаеме, сите знаеме, дека бројот на жители не е толков колку што ви се кажува. Ниту пак дека се спроведува попис. Еве ќе ви кажат дека во Македонија има 1.630.000 за 2 дена. Ќе ви кажат дека толку се попишани. Запамтете ја бројката. 1.630.000, што не е точно. Македонија нема повеќе од 1.000.000 присутни луѓе. Добро, господине Шехтански, ви благодарам и тоа што можам според изборниот законник сега да ви го кажеме, од понеделник се успех. Јас не учествувам, значи моите кандидати од партијата, моите кандидати од ТМР учествуваат секаде. Велам за партијата, со успех од понеделник, толку можам да ви кажам сега. Во рамките на можностите, да, колку дозволува системот на Северна Кореја, ќе постапиме, да. Благодарам многу, господин Шехтански. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, останете со нас, продолжуваме понатаму со следниот наш гостин.